Од кога е светот и векот, браќа и сестри, има инвалиди, луѓе, и прашањето кај многумина е: тој изгреши што таков се роди или родителите негови изгрешиле? И Христос ја разрешува оваа дилема многу едноставно. Нити тој, нити родителите. Често пати ние бараме причини таму каде што можеби не постои причина, туку е се мера на веројатност, односно случајност. Каква конституција, телесна или духовна, човек добива, тоа зависи од многу фактори, не зависи само од гревот. Секако зависи и од гревот. Човек ако пие многу, да кажеме, неговите деца со голема веројатност можат да бидат со некакво оштетување. Меѓутоа, може ништо од тоа да не прави погрешно, а неговите деца да бидат со оштетување. Тоа е прашањето големо кое го решава Христос во оваа евангелска перикопа. Треба да го доживуваме животот како случајност. А тоа што значи како случајност? Како нешто што се случува во моментот. Денес, како нагласуваат некои, тоа е моментот дека е многу важен, еве и сега во војната во Украина велат моментот треба да се погоди да се постигне мир. Моментот за се треба да се погоди. Не само за војната, туку и за многу други работи. Видите колку едноставно Господ го решава големиот проблем со видот. Кој видот? Кој слушнал слепороден човек на толку едноставен начин да прогледа. Плукнал, направил кал и со тоа го помажал окото и му рекол оди изми се во батњата сила и готово. А толку едноставно за се прогледа. Едноставно е ако човек има само заедница со Бога. Ако има надеж во Бога. Ако е тоа Божји план. Зашто може да не е Божји план, ние можеме да бараме, да викаме, нешто да очекуваме, а тоа да не е во Божјиот план. И тогаш подобро и да не се случува, да сме свесни, треба да велиме секогаш подобро нека не се случува. Зошто се случи она што не е од Бога благословено, а нас ни се гледа како куд колку важно. Нека се работи дури за здравието наше. Втора работа што треба да се забележи во оваа евангелска перикопа е дека повторно Христос лечи во сабота. Кога кај евреите забрането наједноставна работа се прави, а не да се лечи. И затоа голема соблазн се подига кај фарисеите, зошто во сабота? Кој те лечи, се сакаат да дознаат кој значи не ја почитува саботата. Саботата била ден за одмор кај евреите, наместо неделата што е кај нас. Но гледате колку ревносно ја држат. И зошто, ќе рече човек? Па затоа што е Божја заповед. Се што е Божја заповед и наизглед да не изгледа бесмислено, треба да го држуваме. Денеска тоа го гледаме кај евреите. Многу пати нелогични работи гледаме и ова што се случува во Газа. Ќе си ги рече човек и одма ќе ги осуди евреите.
А како да го решат поинаку кога сите палестинци се на некој начин Хамас? А Хамас работи против израелската држава. И како да го решат поинаку? Нам изгледа и навистина е трагично и тешко е кога слушаш дека цивилни жртви има толку секој ден по неколку десетици. Да, ама како поинаку е да застане човек да размисла добро, тоа е вистина тешко, ама како да направи кога овој другиот сака да ме уништи мене? Тоа не го научиле евреите вчера и завчера, го научиле низ овие библиски послушности кои ги правиле. Изгледа многу сурово да го прашуваш овај се излечил човекот, а тие го прашуваат кој те излечи во сабота. Изгледа вака многу наивно, кој ќе го гледаш. Ама во суштина не е наивно, затоа што ако се прекршува така саботата, еднаш, па друг пат, па трет пат, па петти пат, тогаш џабе Господ рекол, а рекол нешто џабе Господ. Им заповедал нешто на евреите за џабе, така колку да се речи. Тоа е во суштина она што треба да го извлечеме како поука од евангелската перикопа за слепиот. Иако слепи можеби имаме во околината, сите кои питаат, некогаш нешто ќе им дадеме, некогаш ќе ги избегнеме. Но замислете еден слеп човек, како што било овој од раѓањето, што може друго да работи, освен да се надева на милоста на сограѓаните негови. Слеп човек не може ни на машина да работи, ни на каса да работи, нити нешто физички друго. Претешко товар е тој да биде слеп човек. И затоа Господ сака да му помогне. Ама да му помогне често пати на начин на кој ние луѓето и не знаеме да го разбереме. Веднаш гледате се ево прашање зошто тоа се случува, големото не се гледа, туку се гледа малото, зошто тоа се случува во сабота. Така што многу други работи Господ ги планира за родот човечки, меѓутоа се значи и зависи од тоа дали ние ги примиме. Овој слеп човек од раѓање вели на фарисеите кои упорно сакаат да дознаат кој дали бил грешен, тој што го излечил, дали е грешен, јас не знам, ма знам дека јас бев слеп, а сега гледам. Доволно е човек да се држи на тоа што може да го знае и да го познава. А тоа е за овој слеп човек дека бил слеп, а сега повеќе не е слеп. Таква една димензија на развој во човештвото не само што почнува, туку и ја развива Господ Исус Христос, да го разбираме животот во полнота, да го разбираме животот во сите димензии кои ни ги нудија. Тие се многу богати, тие се многу широки. Животот не е едноставен и не е ист кај секога. Тој е дури и потполно може да се рече различен за секого. Тој не е ист за секого. Затоа, браќи и сестри, милоста Божја секогаш да биде со сите нас, затоа што таа милост во суштина не одржува и нас, кои можеби сме слепи духовно,
ама по милоста Божја гледаме за некои работи и се многу поважни од колку телесниот вид. Господ нека биде со сите вас и тој нека биде закрила во сите дни на вашиот живот.